Одредени маркети не ја почитувале владината одлука за скалестото ограничување на маржите и во периодот кој следи можно е нивно затворање во рок од 15 дена, најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Покрај затворањето, маркетите кои не ја почитуваат владината одлука ќе се соочат и со парични казни кои се движат од 500 до 10.000 евра. Ристевски е дециден дека сегашната мерка која истекува на крајот на месецот дава резултати и вели во периодот кој следи доколку е потребно ќе се креираат нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, а во таа насока, веќе од идната недела маркетите ќе треба на своите веб страни на дневна основа да ги објават и цените на сите производи. На државниот пазарен инспекторат и од она што го имаат утврдено на терен во однос на прекршување на мерките одлуките донесени од владата за ограничување на бруто профитните маржи со основните прехранбени производи, ќе имаме одредени казни и затворени на одредени маркети каде се поголеми тие прекршувања. Во меѓувреме државата ја скрои својата просечна потрошувачка кошничка, која секој месец ќе пресметува колку пари во просек му се потребни на едно тричлено семејство. Ристевски уште еднаш повтори дека оваа пресметка, во која нема да бидат вклучени цигари, алкохол, одење на одмор во странство, немало да се користи за политиканство, туку за креирање на мерки за подобрување на животниот стандард. За дел од економистите во земјава, да се има и официјална потрошувачка кошничка базирана на податоци од Државниот завод за статистика е добра опција за понатамошните политики. Потрошувачката кошничка треба да се креира структурно врз основа на официјална статистика. Официјалната статистика е во Државниот завод за статистика и тоа оттаму треба да произлезе. Други чинители во процесот во смисла на Министерството за економија, кое што е надлежно за овие прашања, па во одредена мера и Министерството за финансија во ред да учествуваат, меѓутоа основно е да се базира на официјална статистика. Барањето кошничката да ја пресметува посебно тело, а не само ССМ, произлезе на еден од состаноците на економско-социјалниот совет. Пред неколку години статистика престана да ја пресметува кошничката, па од тогаш наваму тоа го прави само Сојузот на синдикати. Иако вообичаено ја објавуваат секој месец, тоа не беше случај во март. Според најавите, ќе се објави заедно со априлската.